Добар ден, криптоентузијасти, какво видео имаме денес за вас? Нормално ова е дел од нашата плейлиста за истражување на коини и токени, а ова е коин кој што одамна требаше да биде обработен, но знаете и сами премногу материјал, едноставно конечно стигнавме да го обработиме и Zcash. Уште на самиот почеток, пред да почнеме со обработката, сакам веднаш да предупредам дека станува збор за privacy coin. Ова е категорија која што ние ја избегаваме како инвеститори. И денеска, конкретно овој коин и вестите поврзани со него и со privacy coin категоријата, ќе ви покажат дека ово што го зборувавме се реализира. Ние веќе 3 години наназад, уште од почетокот од постоењето на нашиот канал, зборуваме дека само прашање на време кога новчаници кои што поседувале, транзактираат со ваков тип на коини, ќе бидат флагирани од FATF, тоа е нормално оној орган кој што се занимава со travel rule, односно со спречување на перење на пари, и уште еднаш ќе напоменеме исклучиво, препазливо да инвестирате во вакви коини. Ако веќе сакате да го направите тоа, направете го во посебен новчаник кој што не е поврзан со остатокот од вашето портфолио, а денеска ќе да знаете и зошто. Немаме ни ништо против, да се разбереме, ни по точка разно, privacy делот на крипто е буквално тоа што го прави уникатен. Но за жал во овој свет каде што банките и државите се екстремно исплашени за тоа како ова ќе делува на нивната, би рекол, сувереност, која што моментално ја имаат над човечката раса, дефинитивно нема да го дозвола. Како и да е, останува да видиме, проследете го видеото. Но на самиот почеток, нормално како и секогаш мораме да објасниме како се тоа функционира. Значи, кога станува збор за алткоини, ние практично бараме од вас да ни кажете кои коини би сакале да ги обработиме, со тоа што најчесто може да најдете пост како овој, со слика каде што бараме од вас да ни дадете идеја кои да бидат следните коини кои што би сакале да ги обработиме. Со тоа што моментално овдека имаме практично коини кои што веќе ги избравме, кои што ни фалат, така речено, од последните предлози и нормално од нашето лично истражување за тоа што ни фали моментално од коините кои што постојат, а не сме ги истражале, со тоа што веќе обработивме еден од веќе обработените 116 коини, ова е веќе 117-тиот денес Zcash, и ќе почнеме да ги обработуваме и оние кои што се постари, одново со второстепена анализа, почнавме со XRP, продолжуваме следно со Ethereum. А во меѓувреме новите коини кои што се уште ни преостануваат да бидат обработени, како од вашите предлози, така од тоа што ние моментално гледаме дека ни фали, се нормално денес Zcash, потоа ќе го обработиме Canton, Aster, Midnight, Flare, Conflux, Telcoin, TWT, Trust Wallet и Centrifuge. Тоа се коините кои што ќе може да ги очекувате во следниот период, нормално напоредно со постари коини, како што веќе кажавме Ripple и Ethereum, а понатаму нормално ќе почнеме и од другите кои што веќе ги имаме обработено да правиме второстепени апдејти. Идејата на обработка на овие коини со целосна анализа која што ние направивме сами е да направиме директорија датотека во која што македонците ќе можат на македонски јазик да се запознаат со сите овие блокчейн крипто проекти и потоа да одлучат дали дополнително сакаат да истражуваат и инвестираат во истите. Сите овие 116 коини кои што досега се истражени на македонски јазик може да ги најдете на плейлиста за анализа на коини и токени на нашиот канал. Така да многу лесно може да се запознаете со секој од овие коини на македонски прво, пред да одлучите што понатаму со истиот. Дополнително, оваа листа од 6 групи на прашања представуваат така речено основна анализа која што ни помага да имаме целосна слика за одреден проект. Па така и во оваа ситуација, значи нема да ги одговараме поред, но до крајот на видеото ќе ги одговориме сите овие 6 групи на прашања со цел да имате подетална идеја, односно слика за тоа каков тип на коин станува збор и во неговата техничка и фундаментална анализа. Прво, нормално секогаш почнуваме со апликација, каде што прво разговараме дали има други проекти кои што му се конкуренција и дали има апликација од реалниот свет кои што може да го заменат. Од реалниот свет, кога станува збор за ваков тип на проект кој што представува во најосновна форма privacy coin, односно приватен тип на кеш. Идејата на Zcash е токму тоа, да биде приватен тип на кеш кој што е нормално, така речено, таинствен, значи буквално скоро не постојат никакви информации за транзакциите кои што ги реализирате на Zcash, но за тоа малку повеќе кога ќе разговараме за тоа како функционира и кој е неговиот консензус и нормално proof of knowledge алгоритам.
А во меѓувреме, значи кога станува збор за реалниот свет, нормално дека не постои ваков тип на да речем конкуренција, затоа што на крајот од денот станува збор за блокчейн технологија, блокчейн трансакции, нормално дека во секојдневниот живот најблиску до овој тип на privacy финансиско средство би бил кешот. Значи нормалниот кеш е така речено последниот финансиски инструмент кој што на секојдневните луѓе им дава моќ на приватност, односно вие го користите кешот, го давате на друга личност без разлика на тоа на кого сакате да го дадете, поради која причина, значи не одговарате за пред никого за тоа каде сте го искористиле вашиот кеш. Така да ако треба од реалниот свет да најдеме што би било најслично на ваков тип на технологија и ваков тип на криптовалута е токму кешот. Со оглед на фактот дека само прашање на време кога кешот ќе биде целосно укинат. Послушате ме и ќе видите за некој време. Значи, ова ни е на некој начин следниот чекор кој што би ни дал некаков тип на приватност во нашите трансакции, за да можеме да пратиме каде сакаме, кога сакаме, колку сакаме, без при тоа да има соодветна трага која што може лесно да биде следена. Не зборувам поради негативни, против правни причини од типот на криминал, туку зборувам баш напротив за своја лична заштита. Луѓето не мораат да знаат колку капитал имате, каде го користите, што правите со истиот, значи замислете кога секој што едноставно ја знае вашата адреса, би знаел точно колку капитал имате. Тоа е многу опасно. Така, поради ова и комплетно разбирам која е потребата од privacy. Но за жал моментално така не функционира светот и како што кажав денеска многу од државите, институциите огледаат ова како проблем. Они не сакаат вие да имате приватност, за разлика од тоа они дефинитивно имаат. Па така и нормално Zcash е најголемиот, тоест вториот по големина по market cap privacy coin, еден од постарите заедно со Dash и Monero, со тоа што, значи кога станува збор за други коини кои што се негова конкуренција, Monero и Dash се дефинитивно најголемите конкуренти на овој коин, со тоа што можеме да видиме дека Dash е така речено доста назад со market cap, но е утврден играч во оваа сфера веќе многу долго време, додека Monero нормално секогаш бил на прво место и таму се уште се наоѓа, значи како најдобриот privacy coin моментално во сферата. Тоа не го прави Zcash нешто помалку вреден, само едноставно Monero е повеќе користен. Разликата е во тоа што во Monero нема никакви транспарентни трансакции. Апсолутно целиот блокчейн, сите трансакции се е скриено. Значи станува збор за комплетно privacy coin тип на проект. За разлика од тоа, Zcash има еден дел кој што е транспарентен на ваш избор, и еден дел кој што не е транспарентен исто така по ваш избор. Значи вие одлучувате дали трансакциите, вашиот новчаник ќе бидат транспарентни или не. Сега, кога станува збор за другите категории во кои што истиот спаѓа, Zcash е смарт контракт компатабилен и спаѓа во Layer 1, со тоа што се наоѓа на 30-то место по market cap во топ коините во светот. А додека на листата на смарт контракт компатабилни, односно Layer 1 блокчейни се наоѓа негде на 10-то до 12-то место. Но од нашите истражувања ќе видите дека неговиот екосистем е екстремно мал, дури би рекол и непостоечки. Нормално тоа можеме да го видиме од DeFi делот на DeFi Lama, малку подосна, да станува збор за Proof of Work тип на блокчейн, многу сличен на биткоин, но и за тоа ќе разговараме малку подосна, така да и во оваа ситуација како Proof of Work блокчейн се наоѓа на 5-то место по market cap, значи дека и во оваа категорија е доста високо. И на крај нормално последната категорија во која што се наоѓа е Made in USA, што реално му дава одредена предност, но за жал денеска таа предност не важи многу, со оглед на фактот дека станува збор за privacy coin. Значи не сум ништо против оваа технологија, но за жал моментално во светот ќе биде забранета. Ќе видите наскоро и тоа ќе ви го покажам денеска на видеото. Сега, како што ќе кажаме, значи станува збор за моментално блокчейн, односно криптопроект кој што има 5,5 милиарди долари market cap, не беше така до пред некое време, само за да ви покажам зашто го зборувам ова. Пред неговата експлозија истиот беше многу помал, беше негде на иста големина како Dash, кој што го видовме негде околу 600 милиони. Ова што сега гледате е после неговиот, би рекол, краток bull market во 2025 година, но за тоа малку подосна, моменталната состојба каква што е, значи 5,5 милиарди долари го прави да биде среден тип на проект, значи како што знаете и сами, од 1 до 5 милиарди е мал, од 5 до 10 милиарди е среден тип на проект и од 10 милиарди нагоре е голем тип на проект, односно кој.
Сега, кога станува збор за апликација, сега ќе објасним нормално што истиот представува, што нормално истиот работи. Првенствено во однос на тоа од каде потекнува, значи The Electronic Coin Company е уствари би рекол компанијата која што стои позади развојот на самиот Zcash уште од 2016 година. Со тоа што можеме да видиме дека имал неколку ICOs во времето кога ICOs беа дозволени и можеме да забележиме дека биле собрани, би рекол, солидна количина на пари. Значи во првиот seeding раунд имаме $1 милион собрани, во вториот 2 милиони, во третиот не сум сигурен колку, затоа што овдека стои само колку е ценат, така да нема количина, како и да е, ова е неговото лансирање практично, и можеме да видиме дека навистина стојат солидни инвеститори кога станува збор за овој проект, првенствено Pantera Capital, која што знаете дека е една од најискусните компании кога станува збор за инвестирање во крипто, а втората е нормално Digital Currency Group, која што моментално не постои, но беше дел од Grayscale, а знаеме дека Grayscale е моментално еден од најголемите ентитети кога станува збор за крипто уште пред да настапат ETF-ите. Сега, многу битна работа околу неговото лансирање е еден од нивните креатори, односно Zoco Wilcox O'Hare, така нешто, или Zoku, или како и да е, не знам сега како ќе се чита точно на англиски, не ни менја многу, е еден од, верували или не, оригиналните cypherpunks. Што е cypherpunks, доколку не сте погледнале во нашиот курс за напредна фундаментална техничка анализа, може да најдете видео каде што точно разговараме за креаторите на биткоин, каде што точно објаснуваме што уствари представуваат оригиналните cypherpunks. Тоа се математичари и физичари кои што помогнале во креирањето на алгоритамот и на биткоин како што го познаваме денес. Со тоа што ова е, би рекол, на ниво на Адам Бек, кој што на некој начин е еден од креаторите на клучни делови од алгоритамот и начинот на функционирање на биткоин денес. Па така и овој човек што моментално гледате овдека, што е уствари и основоположникот на Zcash, е буквално дел од оваа група на cypherpunks која што учествувала во првичните денови на биткоин и во неговото развивање. Значи истиот овој човек исто така работел и на развивањето на биткоин, што на вистина е многу голем успех. Сега, уште една позитивна работа која што мора да напоменам е дека Виталик Бутерин во многу наврати досега дал екстремно позитивни коментари за Zcash, посебно за неговиот ZK Snarks тип на Zero Knowledge Proof консензус кој што го користи за спроведување на приватноста на својот блокчейн. Значи нема да налагуваме премногу, само сакам да кажам дека и Бутерин е голем, би рекол, поддржувач и нормално човек кој што верува дека овој проект на вистина е добар во она што го прави. Сега, одека веќе влегуваме малку повеќе во токеномија, кога станува збор за неговиот консензус. Значи сега ќе зборуваме за делот со тип на блокчейн и каков тип на консензус има, како функционира едноставно. Значи стигнавме до делот каде што треба да објасниме дека една од главните работи кои што моментално Zcash има, самиот ZEC, е уствари користењето на ZK Snarks. Сега нормално дека има различни типови на реализирање на Zero Knowledge Proof, знаете и сами, можеме да видиме дека има Optimistic, имаме како што видовме овде дека Zero Knowledge тип Proof на така речено на реализирање на овој консензус на Zero Knowledge Proof, така да нема да налагуваме во нив, затоа имаме направено посебно видео. Она што сакам да го објаснам за оние кои што потенцијално не знаат што уствари представува Zero Knowledge Proof, не налагуваме каков тип на proof е, туку само објаснуваме што во генерална смисла истиот представува. Значи, замислете дека моментално одредена личност доаѓа во дискотека и на врата нормално имаме обезбедување кое што нормално треба да утврди дека вие имате над 18 години. За вие да го направите тоа, вие треба да дадете лична карта, така, но ако ја дадете личната карта, тогаш обезбедувањето на кого му е потребно само една информација, тоа е дали вие имате над 18 години, ќе дознае многу повеќе информации за вас. Значи ќе дознае дека имате точно колку години, каде живеете, кое е вашето име, што уствари вие не сакате да го направите. Вие само сакате да им покажете дека имате над 18 години. Како го правите тоа кога станува збор за Zero Knowledge Proof? Замислете дека вие може да покажете лична карта која што е целосно маскирана и не го покажува вашиот датум на раѓање, туку единствено покажува информација, одговор на прашањето на самото обезбедување. Дали сте постари од 18 години? Zero Knowledge Proof технологијата
е начин на кој што самата технологија може да потврди дека вие сте над 18 години и да го одговори ова прашање без при тоа да открие било каков тип на информации за вас. Односно, на обезбедувањето ќе му даде само одговор дека да, првата личност го исполнува условот кој што е поставен од втората личност за влез во дискотеката дека има над 18 години. Автоматски, првата личност не открила ништо друго за себе, освен таа барана информација и тоа не целосно, туку само одговор дека условот е исполнет. А втората личност ја добила таа информација која што е потребна, без при тоа да може да добие дополнителни информации. Така да тоа представува во основа како функционира Zero Knowledge Proof, каде што без реално демонстрирање на своите информации, преку овој тип на технологија, блокчейн, Zero Knowledge Proof технологија, вие може да докажете што на другата страна е потребно. Сега, кога станува збор за тоа колку е сличен на биткоин, според тоа нормално и која е неговата токеномија, консензус и блокчейн и така натаму, како што веќе кажеме, првенствено истиот е Proof of Work, што значи дека работи на Proof of Work тип на блокчейн, каде што нели, тоа е практично решавање на алгоритми за да добиете награда. Идејата на Zcash е буквално да го копира биткоин во се, освен во неговата брзина. Со тоа што може да забележиме? Може да забележиме дека прво, истиот е малку подоцна креиран во 2016 година, 7 години подоцна од креирањето на биткоин. Второ, и двата имаат вкупна количина од 21 милион, која што е воспоставена во самиот white paper, во самиот алгоритам и не може да биде променета. Третата работа која што мораме да забележиме е што? Дека освен тоа што се исти во количината на коини, слични се и во реализирањето на блоковите. Односно, Zcash, исто како и биткоин, на одреден временски период реализира блокови, но идејата е тоа што Zcash тоа го прави во многу побрз сегмент, за само 75 секунди, за разлика од тоа биткоин реализира блок на секои 10 минути. Тоа го прави Zcash многу побрз, кога станува збор за реализирање на самите трансакции, и втора битна работа кога станува збор за самиот консензус. Блоковите на Zcash се со големина од 2 мегабајти за разлика од 1 мегабајт големината на биткоин. Што значи дека не само што е побрз во однос на креирање на блокови, а со тоа и со запишување на нови трансакции, значи многу побрзо ги процесира трансакциите, дополнително има и многу поголема количина во блокот за запишување на трансакции, што значи дека брзината и цената на трансакција ќе биде многу подобра во Zcash за разлика од биткоин. Сега, следна работа која што мора да забележиме е дека исто како и биткоин, така и Zcash има свој халвинг. Следниот халвинг го очекуваме за 2 години и 283 дена, тоа ни покажува дека претходниот халвинг бил скоро. Значи, следниот халвинг ќе биде на 9 ноември 2028 година, а претходниот халвинг беше на, само да видам точно, на 23 ноември 2024 година. Од прилика негде околу година и неколку месеци нанасад. Сега, зошто е ова толку битно? Исто како и биткоин, така и Zcash преку ваквиот тип на халвинг ја преполовува наградата која што ја дава на мајнерите кои што копаат Zcash. Како и биткоин, значи ваквиот diminishing supply, значи постојано имаме намалување на количината на ZEC токени кои што влегуваат во циркулација преку мајнање нови блокови, автоматски ќе предизвика што? Значи шок на приливот на овие токени и нормално со време тоа ќе предизвика раст на цената. Исто како и биткоин, можеме да видиме дека кога станува збор за vesting schedule, кој што малку е поинаков за разлика од proof of stake, во proof of work, како што можеме да забележиме, значи vesting schedule зависи исклучиво од халвингот и од количината на блокови и време траењето во кое што истите се реализираат. Според последниот халвинг, моменталната награда на ZEC е 6,25 ZEC по блок. Значи тоа е најновата награда. Се извинувам, само секунда. Не, 1,5 се извинувам. Моменталната награда е 1,56 ZEC токени за еден блок, а следната, откако ќе го добиеме следниот халвинг на 9 ноември 2028 година, ќе биде 0,78. Со тоа што може да забележиме? Можеме да забележиме дека еве каде се ногиме, значи ние сме негде на половина пат во самиот халвинг schedule, и гледаме дека се повеќе и повеќе ќе се намалуваат наградите како се движиме нагоре. Разликата е во тоа што наградите, за разлика од биткоин кој што во целост доаѓаат во рацете на мајнерите, овдека 85% од наградите на Zcash доаѓаат во рацете на мајнерите, додека имаме мали количини кои што доаѓаат во други подгрупи,
а тоа се првенствено Zcash Community Grants, тоа е практично посебна програма која што се користи од трежери на Zcash за развој на самиот протокол. Logbox, за сега немаме точно образложение што ќе се прави со оваа категорија. Оно што успеав да го дознам дека оваа количина од 2,9% која што треба да биде до крајот, сега е малку помала количината на Zcash токени кои што ги има во оваа категорија, значи ова претпоставам дека исто така ќе биде искористено со цел да се направи нешто како буџет за развој на протоколот и така натаму, инсентиви, и можеме да видиме дека мали количини одат за фундацијата, 2%, 2,9% за ова се така речено вработените, значи ова е практично плата за вработените, што е 2,9% екстремно мала количина. Не заборавајте дека 2,9% е ништо во споредба со 20-30% од коините кои што во други проекти од во рацете на креаторите и 1,8% за Electric Coin Company, као што покажаме на самиот почеток, тоа е компанијата која што го креира овој проект. Но повторно, 85% од наградите одат директно во рацете на майнерите. Сега, као што веќе кажавме, станува збор за Proof of Work, со тоа што има друг тип на алгоритам. За разлика од SHA-256 алгоритамот кој што моментално го користи Bitcoin за нормално запишување на блокови за функционирање, Zcash користи Equihash, така наречен алгоритам. Сега нема да навлегувам во објаснување, јас искрено не би бил ни доволно спремен, ни по точка разумно, нели немам доволно знаење за да можам да објаснам точно како се тоа функционира. Она што можеме да го сега како со нели нашите би рекол примитивни познавања од овој дел е дека користи сличен тип на майнери, не ист, повторно ASIC тип на майнери за Proof of Work mining. Но може да забележиме дека и покрај тоа што станува збор за сличен тип на майнери, користат различен тип на серија од Antminer, например, за да може да правите майнинг на ваков тип на алгоритам. Односно, како што може да забележиме, конкретно околу Antminer, кој што е да речем, популарниот модел за майнинг на Bitcoin, истиот користи S серија, за разлика од тоа Zcash користи Z серија или ова е Inno-Silicon, претпоставувам серија. Сега јас направив еден мал експеримент да ви покажам дали моментално е профитабилно да се копа оваа валута. Според ASIC Miner Value, ова е така речено калкулатор за тоа дали одредена Proof of Work валута е профитабилна да се копа во местото каде што живеете. Значи со најдобриот модел кој што постои на пазарот моментално, а тоа е Antminer Z15 Pro, значи според тоа што видов, ова е моментално најдобриот тип на майнер кој што може да се користи за майнинг на Zcash, што може да забележиме и на Horizon, но овдека зборуваме за Zcash. Значи ова се неговите квалификации, нормално овдека може да погледнеме малку повеќе околу истиот. Значи неговата цена моментално е $3,655, нормално цената е висока заради тоа што истиот е многу профитабилен моментално. Зборувам генерално сите оние кои што копаат масивно. За разлика од тоа, погледнете, значи 840 е неговиот хешрейт, килохерци, како и да се нарекува. Пак ќе кажам, значи не се смеете во оваа ситуација, сум малку не сум толку добро запознаен, би рекли. Power consumption можеме да забележиме дека е 2780, претпоставам дека ова се вати. Со тоа што еве како изгледа цената во Македонија моментално според Google, значи средната цена е негде околу 14 центи, нормално во долари пресметано, по киловат час. Тоа што 14 центи по киловат час прави на дневно ниво да бидете околу $13,5 во профит, доколку го мајнате овој коин со овој мајнер. На месечно ниво околу $400 и на годишно ниво негде околу $4,900. Што значи по најосновна математика вас ќе ви треба барем 9 месеци за да може да покриете цената за купување на овој мајнер. Како и да е, моментално со оглед на фактот дека цените на поголемиот дел од криптопазарот се паднати, ова е екстремно позитивна работа дека е моментално профитабилно да мајнате ваков тип на валута. Сега, тоа е во однос на типот на мајнери, како што може да видите како изгледа моментално мајнингот на овој коин. Сега малку повеќе ќе разговараме за конкретниот дел на Zero Knowledge Proofs кој што Zcash ги поседува. Што можеме да забележиме? Дека моментално во циркулација се пуштени 16,5 милиони токени, коини од скупно 21 милион. Со тоа што интересна работа која што мора да забележиме е дека 5,05 милиони токени од оваа количина која што се пуштени во циркулација, нормално во економијата, се shielded. Што представува shielded? Тоа представува посебен тип на
дел на Zcash, каде што вие може да испратите дел од вашето портфолио во Zcash од јавен блокчейн во приватен блокчейн. Со тоа што на самите апликации каде што користите практично, нели, ваков тип на коини и волети ви дозволуваат да може да ги префрлите овие ZEC токени од јавен во приватен блокчейн, каде што вие може да одлучите дали сакате да испратите на некоја приватна нормална трансакција, дали сакате истите да бидат вратени од форма на shielded во нормална транспарентна форма, дали сакате да ги користите за shielded трансакции, значи вие одлучувате во која форма ќе користите ZEC токените. И како тоа изгледа, значи можеме да забележиме дека има два различни пула, каде што веќе забележавме дека моментално во shielded пулот, каде што не може да се види ништо околу овие трансакции, оние кои што ги поседуваат, волетите и така натаму, значи буквално ништо не може да видите, тоа е поентата на private партот на Zcash. Можеме да видиме дека овие 5,05 милиони токени се наоѓаат во овој дел од liquidity пулот на Zcash, додека останатите се наоѓаат во транспарентниот. Значи црвениот е транспарентниот, зелениот е каде што се користи овој ZK Snark Zero Knowledge Proof тип на консензус, каде што вие практично одлучувате кога ќе ги префрлите во едниот или во другиот пул во однос со тоа зашто и користите овие коини. Сега, еве како изгледаат количините моментално, значи ова е на zechub.wiki, тоа е така речено се што ви интересира за Zcash може да најдете овде. Значи еве како изгледа shielded pool. Сите пулови кои што имаат shielded токени се негде околу, како што може да забележиме, нешто помалку од 4,5 милиони, претпоставам ова е малку застарена информација, ова е активна информација, значи можеме да забележиме дека последната количина е негде помалку од 4,5 милиони токени кои што се наоѓаат на овој пул и нормално еве како изгледа транспарент пул, ова е вториот дел каде што имаме негде околу 10, ако може да забележам добро, значи негде околу 10 или повеќе од 10 милиони токени кои што се во транспарент тип на пул, значи каде што може да ги видите и трансакциите и волетите кои што ги држат. Кога станува збор за еве ги како изгледаат наградите, значи како што кажавме моментално 1,56 ZEC по блок, каде што има мала промена, сега ова е малку поразлично од она што кажавме на самиот почеток, после ноември 2024 година и новиот халвинг, можеме да видиме дека малку се да речам променета количината на коини кои што ги добиваат дополнителните бидеко во оваа ситуација ентитети, каде што и понатаму 80% остануваат за мајнерите, но овде ќе имаме мала промена во однос на тоа, нели, остатокот од овие 20% како е распределен на различни ентитети. Интересна работа која што може да забележиме е дека овдека е целосно иземена Electric Coin Company. Ќе видите зошто имаме соодветна вест, моментално Electric Coin Company е целосно надвор од овој проект, но затоа малку подоцна кога ќе дојдеме до вестите на овој проект. Што е следно, ова е DAO на ZEC, значи ова е Zcash DAO, dao.zone, но како и да е линк до DAO-то ќе имате во самата дескрипција, заедно со мајнерот кој што моментално го најдовме, само што нема да биде мајнер, туку ќе го ставиме линкот до калкулаторот. Под овој калкулатор, Digitron, како сакате, може да ги најдете сите мајнери кои што моментално може да ги купите на пазарот, кои што вршат мајнинг на Zcash. Значи тоа е околу делот со кој што би можеле да добиете повеќе информации. Сега, кога станува збор за новчаници кои што се користат за овој DAO, кои што очигледно се користат и за самиот практично за самиот Zcash, значи MetaMask, Kepir, MetaMask на Cosmos нормално екстензијата, Compass, Cosmos Station, Exodus, Galaxy Station, Leap, OKX Wallet, OK Wallet, Shell Station, Trust Wallet и Multisig. Така да, ова се волетите кои што моментално може да ги користите за да учествувате на DAO, доколку сакате нормално да учествувате во одлуките на овој проект. Еве како изгледа, моментално ова се активните. Сега не се активни, но ова се веќе реализирани proposals, така наречени ZIP. Zcash Improvement Proposals, каде што нормално луѓето класеле и сите се веќе затворени. Значи дека транспарентно се одлучува за самиот проект, што е екстремно добро. И ова е дел околу самиот hash rate, што можеме да забележиме дека цената од како истата скокна, тоа е негде на крајот на 2025 година, можеме да забележиме дека и hash rate екстремно многу порасна кога станува збор за Zcash, каде што сега моментално се наоѓаме на 13,6 гигахеш
за Zcash, а тогаш сме се наоѓале на само негде околу 7. Што значи дека се дуплирала количината на мајнери кои што се приклучиле на Zcash мрежата. И кога би го споредиле ова, да видиме како изгледа во однос на најголемите 5, дури и со овој раст, како што можам да забележам, и понатаму верувам дека не е во топ 5 коини според хешрейт. Односно и понатаму Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin и Casper се топ 5 според нормално хешрейт, најголеми proof of work коини во светот. Значи овој раст не му помогна да стигне таму. Yes. Од оние волети кои што ги спомнав, може да видиме дека има дополнителни волети кои што моментално може да користите за Zcash. Тоа се Zashi, Mobile Wallet, Y Wallet, Trezor, Flexa, Unstoppable, не знам кој прв да го гледам, Zingo, Vultisig, значи ова се дополнителни ушчаници кои што може да ги користите за Zcash конкретно и Edge Wallet кој да е. Така да ова е доколку имате да знаете каде може да ги користите. Сега ќе преминеме малку на фундаментална анализа, што уствари представува во главна смисла, би рекол прво да разговараме за вести за самиот проект. Значи, ова е делот кој што ви го зборував дека моментално е, би рекол, страшно да имате вакви коини и тоа ќе ви го докажам сега. Прво позитивни вести за самиот проект, значи моментално само што излезе нова, да речем, новиот roadmap за Zcash. Не заборавајте дека Zcash е веќе долго на пазарот, значи практично е веќе 10 години на пазарот, до октомври ќе слави цели 10 години. Тоа што голем дел од неговиот roadmap е веќе реализиран. Моментално, според оно што можеме да го забележиме, е дека фундацијата, која што сега го води проектот, не заборавајте, имаше голема промена, за која што ќе разговараме за некој момент, значи, сака да се фокусира на подобрување на самиот консензус, на самиот алгоритам, со цел нормално да биде што позаштитен и што по privacy oriented овој проект. Се е тоа супер, но мене ако го прашувате, многу погрешно. Иако, да, ја разбирам колку е голема потребата од приватност, посебно за тоа каде се движи моментално светов, но сега ти покажам дека ова навистина е проблематично. Джош Суихард е моментално одговорен за самата фондација на нормално Zcash, која што не е поврзана со Electric Coin Company, која што е нели основоположникот на овој проект, и моментално поради така речено несогласување за тоа каде треба да се движи овој проект, верували или не, целиот основоположнички тим го напушта проектот. Значи ова е една од причините поради која што добивме и пад, би рекол, на цената на Zcash. Значи овој статус на Джордж Суихард, со кој што најавува дека целата Electric Coin Company и сите нејзини девелопери го напуштаат проектот. Значи замислете после 10 години работа. Значи на 7 јануари, и затоа можеме да забележиме дека од 7 јануари чартот ни покажува малку поинаква слика. Значи ова се случи буквално откако истиот експлодираше. Значи да видиме каде тоа се наоѓа. Еве како изгледа тоа, значи 7 јануари. Еве, од 7 јануари можеме да видиме голема корекција на проектот. Значи од самата најава која што гледаме овдека, проектот е коригиран 35% после излекувањето на основоположничкиот тим надвор од проектот. Така да мораме да кажеме дека ова е голем удар за самиот, би рекол, проект, и никогаш искрено не ми се допаѓа кога ќе видам дека има кавга во самиот тим. Така да тоа моментално беше една од поголемите корекции кои што ги видовме во Zcash, а причината е сега веќе јасна. Односно, самиот основоположнички тим ја напушти оваа валута, овој криптопроект, и официјално почнува да работи нов проект. И сега реално правиме мувет, ова е доста, би рекол, ако мене прашувате, застрашувачки за еден проект. Значи, ние го напуштивме Атом поради истата причина, кога помеѓу себе основоположниците почнаа да се тужат, почнаа да се обвинуваат, почнаа да се бркаат, така да поради тоа кога гледаме вакви препирки во тимот, посебно ако станува збор за тимот кој што го изградил овој проект во последните 10 години, искрено јас лично би изгубил доверба во ваквиот тим, но не значи дека нема да продолжи на добра патека. Прост пример, еве и ние на Акселар му дававме втора шанса со оглед на фактот дека не гледаме зошто би го напуштиле проектот кога се наоѓаме веќе долго време во него и цената е доста коригирана, нема поента да излеземе нормално сега. Следна интересна работа која што видовме, Gemini моментално само што лансираше кредитна картичка која што ви враќа награди во ZEC. Односно ова се кешбек типови на награди кои што ги добивате со оваа картичка. Ако некој нормално е заинтересиран, може на Gemini да ја најде.
Сега доаѓаме до проблемот што ви го кажав на самиот почеток. Односно, погледнете што се случува моментално во животот. Тоа што ние го најавуваме во последниве 3 години, уште првиот пат кога направивме видео за privacy коините, погледнете. На 24 јануари Индија официјално ги банира Monero, Zcash, Dash и останати privacy коини поради страф од перење на пари. Зошто? Не е оправдано, но реално е возможно. Во превод, како би ги следеле овие пари, кога станува збор за целосно privacy тип на блокчейн, каде што замислете одредена мрежа на наркотрафиканти, како што би рекле во Јужна Америка, би користела ваков тип на валута за плаќање. Како би можеле да следите и како би можеле да најдете кој е дел од оваа мрежа? Нормално дека не може, така. Така да реално може да биде искористено за перење на пари, но на вистина оваа технологија е докажано дека за тоа не се користи барем за сега. И ако се користи, тоа е премногу мал процент. Многу пати до сега сме покажале. Не е само Индија, погледнете. Следно, Дубај, 12 јануари 2026 година, ги банира сите privacy коини и токени, со тоа што не дозволува на менувачниците да ги продаваат и да ги примаат. Тоа веќе го видовме делистинг на Monero од Binance, делистинг на Monero од Coinbase. Со тоа што сега не е само веќе Дубај, погледнете, овдека доаѓаме до она што ви го зборував, што е уште така многу битно. Ова е уште од мај 2025 година. Гејропа со новите AML правила ги банира сите анонимни акаунти, значи од сега па натаму не смеете да имате акаунт на менувачница кој што нема KYC позади истиот, како и не смеете да имате никаков тип на privacy коини кога станува збор за менувачници, кога станува збор за трансакции во територијата на Гејропа со ваков тип на институции. И сега, каде ова води? Тука е најголемиот проблем. Се сеќавате кога ви кажа дека е само прашање на време кога ќе почнат да ги флагираат овие типови на новчаници. Погледнете овдека. Financial Action Task Force, FATF, е најголемиот непријател на приватноста на секојдневниот човек. Тоа одамна го зборуваме, ние имаме направено видео буквално на оваа тема, буквално за овој тип на орган кој што е интернационален. Значи, истите веќе одамна го бараат тоа и веќе почнуваме да стигнуваме до тој тип на би рекол контрола на светско ниво. Погледнете. Значи, проактивно флагирање и рестрикции на менувачници, но и на новчаници кои што имаат ваков тип на коини, кои што прават трансакции со ваков тип на коини. Иако тоа првенствено го бараат од менувачници, гледаме дека истото ќе го бараат и за self-hosted wallets. Значи, нема да може да функционирате во однос на оваа ситуација, нема да може да комуницирате со менувачници доколку на вашите новчаници има privacy коини. Значи, погледнете, јасно и гласно во ова што моментално гледате овде, како они ги нарекуваат сугестии, но тоа не се сугестии, тоа се правила, од нив потекнува така наречениот travel rule за $10,000, кој што не може да ги пренесете од една во друга држава. Исто и овде. Значи, јасно да се стават рестрикции од типот на доколку има privacy коини, да не може да функционира со други менувачници. Автоматски, како ќе се обидат да ве елиминираат од оваа криптоекономија? Доколку живеете во Гејропа и моментално сте клиент на Binance, ако поради било која причина вашиот новчаник е флагиран дека поседува или поседува privacy коини, автоматски Binance нема да сака да соработува со тој новчаник, нема да прима трансакции од тој новчаник и нема да може да испратите на тој новчаник. Автоматски вие сте на некој начин скратени ви се услугите од најголемите, нели, институционални менувачници, што е навистина голем проблем, барем за сега. Понатаму верувам дека нема да биде кога ќе се развие DeFi дел, каде што директно ќе го правиме ова со децентрализирани менувачници, но сега за сега ова е проблем. И ја верувам дека они ова ќе продолжат да го прават и ќе продолжат со оваа опресија со цел да се елиминираат ваков тип на проекти, затоа што на државите не им одговара вие да поседувате валути кои што они не можат да ги следат. Така да тоа мора секогаш да го имате во предвид. Тоа е околу делот со фундаментална анализа и вести за самиот проект. Околу партнерства, реално е моментално со Gemini спомнавме партнерство, други најнови вести не успеавме да најдеме, значи имаше многу добар скок на крајот на самиот bull market, но тоа беше така речено поврзано со скок на целата категорија, тоа го видовме и во Monero, кој што исто така направи нов all-time high, за разлика од тоа остатокот од, да речеме, алткоините се во длабока корекција. Тоа што го зборувавме цело време и овдека може јасно да го видиме, значи и Zcash и Monero имаа свој нов all-time high на крајот на самиот bull market, како што очекуваме дека ќе биде и со останатите алткоини,
но тоа е така речено базирано на една категорија. Значи, како што кажавме многу често, во крипто скоковите се врз база на категории. Значи, цели категории на коини скокаат во исто време, кога нормално доаѓа FOMO во истите. Мерувачици на кој што е достапен, тоа многу лесно можеме да го провериме. Значи, еве каде се може да купите, на оглед на фактот дека е достапен од 2016 година, верувам дека ќе има доста менувачици на кои што може да купите. Само секунда, мислам дека ќе бидат овде. Да, еве. Значи, да, но не заборавајте дека ваквото банирање е на ниво на регион. Значи, ако Zcash е баниран, тоа не чека баниран на Binance комплетно, туку само оние клиенти кои се наоѓаат на таа територија, во оваа ситуација Индија, Европа и Дубај, односно Обединетите арапски емирати, нема да може да го купат на Binance, додека сите останати нормално дека ќе може. Kraken, Gate.io, Coinbase, KuCoin, OKX, нормално најголемите го имаат што е очекувано кога коинот е активен уште од 2016 година. Сега малку ќе се навратиме на техничка анализа, само да видиме дали нешто пропуштивме околу фундаменталната. Да, поседува ETF, ETP, затоа малку подоцна, само да го завршиме делот со техничка анализа, кој што е следен. Значи, да видиме каде се наоѓа во однос на техничка анализа, за разлика од останатите алткоини, истиот се наоѓа во функционален bull market. Односно, можеме да забележиме дека само што пристигна до претходниот all-time high или близко до претходниот all-time high, и ова е многу добар пример за тоа како изгледа алткоин сезона на еден коин. Многу од луѓето мислат дека се потребни години, не знам, декади за некој од криптокоините да достигне практично алткоин сезона, што воопште не е така. Погледнете, ние за само 2 месеци од дното на овој коин, погледнете, значи од апсолутното дно на овој коин стигнавме до нов all-time high со 2058%. Значи, ова е токму тоа што ние постојано го зборуваме. Погледнете колку малку време е потребно за екстремна експлозија на овие мали маркет капови, затоа што истиот имаше само 600 милиони маркет кап пред да се случи оваа експлозија, и да добиеме 2000% профит. Дали ви е јасно колку е ова големо кога станува збор за профитабилност? Кажете ми, каде вие во било која друга категорија за 2 месеци би добиле 2000% профит? Нигде. Затоа што ова не е од самиот почеток, зашто го зборувам ова. За оние кои што го купувале целиот овој пат, како што тоа ние го правиме со најголемиот дел од нашите алткоини, не е 2000, туку е 4500%. Се разбираме? Дури ако вие сте правиле долар cost average, ќе биде повеќе од $2000, со оглед на фактот дека сте го купувале целиот овој дел надолу. Така да сакам да кажам дека еве како изгледа една стандардна алткоин сезона и еве зашто ние толку многу активно инвестираме во алткоини. Поради ова. И не е ова случајност, ова не е еден таков проект, значи ова е нормална ситуација кога имаме алткоин сезона. Само прашање на време кога истата ќе настапи. И повторно, ова ви покажува дека да, само прашање на време пред да се реализираат ваков тип на добивки од оние кои што ги инвестираме. Така да ако земете на нас во последните 3 години во кои што ние инвестираме, најдете било кое добро кое што ќе ви донесе волку големи профити и тогаш нормално инвестирајте во него. Ние ќе продолжиме понатаму да инвестираме во алткоини поради екстремно најбитна оваа причина. Сега, друга работа која што може да забележиме е овој огромен акумулирачки триаголник, кој што исто така го имавме каде? Го имавме и во XRP. Во XRP имавме исто ваков огромен триаголник кој што, погледнете, се крие од 2017-2018 па до 2025. Истата акумулациона фаза на овој екстремно голем триаголник ја видовме во XRP и сега ја гледаме на многу други коини кои што потенцијално порано подоцна ќе доведе до ваков тип на скок. Каде што вистинската мета на оваа формација е многу повисока. Можеме да забележиме дека истата се наоѓа секунда на вредност од негде $2700, но нормално сега зборуваме за потенцијално full blown bull market. Тоа е скок на цената на ZEC без да имаме алткоин сезона. Така да имате го тоа во превид. Како идеја, значи ефективно истиот се наоѓа во корекција, но далеку од така речено она цена која што имавме пред само пример половина година наназад. Дополнителна работа која што може да забележиме е дека од оваа корекција моментално цената се движи кон 61,8 по FIB, а тоа е golden ratio и во исто време тоа представува што една од оние месечни нивоа кои што се запазени во 2017, 2021, а сега правиме ретест од 2025 година. Така да верувам дека овој ретест ќе продолжи сега дека имаме bear market за алткоините, а нормално кога алткоините ќе тргнат нагоре, верувам дека тоа ќе го видиме и од Zcash, барем во тој дел.
Тоа е околу техничка анализа. Сега ќе се вратиме малку на токеномија околу деловите кои што ги пропуштивме. Токеномијата ја објаснивме, тоа го направивме уште на самиот почеток со објаснувањето на самиот консензус. Што требаше следно да видиме? Да, дали има свои ETF-и, односно ETP, тоа се дали има свои ETF активни во така речено во самиот економски сектор и дали има свои DATS. Значи тоа треба да го додадеме, очигледно ни фали овде. Значи, сега ќе погледнеме веднаш, да, има свој DATS, тоа е еден. Cypherpunk Technologies е компанија која што моментално акумулира Zcash. Можеме да видиме дека до сега имаат акумулирано 290.000 ZEC токени. Мада нема последни во 30 дена последни трансакции, нормално разликата помеѓу ETF е каде што компаниите индиректно инвестираат во овие коини, а одреден фонд ги чува коините во нормално така речено новчаник, а обратно кога станува збор за DATS, односно Digital Asset Treasuries, овие компании директно инвестираат во овие коини. Сега Zcash нема свој ETF, ниту futures, ниту spot и нормално тоа го следиме преку овие платформи кои што активно зборуваат за тоа кои коини добиле, а кои не добиле свој ETF-и. Она што е ново е дека пред само еден ден AVAX доби свој ETF, така да честито за оние кои што имаат AVAX. И сега ќе зборуваме повторно малку околу делот со токеномија, затоа што дека зборуваме за тип на блокчейн, нормално девелопери, real world asset токенизација и така натаму, да видиме дали нешто од ова има. Кога станува збор за real world asset токенизација, со оглед на фактот дека ова е layer 1, потенцијално истиот во иднина можеби ќе има, сега за сега немаме Zcash, значи на самиот блокчейн Zcash немаме никакви токенизирани средства, значи сега за сега real world asset токенизација не е достапна на Zcash или барем не започнала. Кога станува збор за брзина, значи јас проверив, за жал го нема на листата, можеме да забележиме дека не е овде. Значи проверив надолу до 100 коини, не можев да го најдам или пак нема информации, значи дека според оно што го имаме не е вброен во најбрзите блокчейни моментално во светот. Кога станува збор за active daily users, исто така не успеав да најдам информација. Значи за Zcash моментално нема информација. Само да го запишеме целосно, значи нема. Еве ќе провериме и по токен. Значи не успеав да најдам daily users, да видиме колку активно се користи овој блокчейн на ден. За жал немаше соодветни информации. Значи може да видите дека едноставно нема ништо околу овој токен, тоест коин, се извинувам. Само секунда. Како и да, малку е бавно, но проверено, немаше информации за активни юзери. Стейкинг, нормално дека не може, затоа што станува збор за Proof of Work тип на блокчейн. Сега кога станува збор за DeFi делот, односно неговиот екосистем, на DeFi Lama единствени информации за Zcash се нивниот трежери. Значи единствено што може да забележиме е нивниот трежери холдинг, кој што моментално покажува дека има, значи погледнете, сега ова е малку интересно. Истиот имал количина, па нема, па сега има некоја мала количина и истото можеме да го потврдиме и на уште еден потаток понатаму, кога ќе стигнеме, ќе ви објаснам сега да не брзаме напред, значи можеме да видиме дека многу мала количина на ZEC токени се моментално во рацете на трежери, значи иако овдека стои 290.000, малку подоцна ќе видиме дека е многу помала количина и дека малку е чудно, ако е 290.000, тоа се 97 милиони и не е така лошо, односно 1,76% од вкупната количина на ZEC токени, но подоцна имаме конфликтен репорт кој што покажува дека се многу помалку, односно дека практично нема. Тоа е на Arkham Intelligence, еве овде погледнете. Значи на Arkham Intelligence кога станува збор за Zcash Foundation, значи истите имале количина, но можеме да видиме дека од 11 јули 2023 година е сведено на 0. И овдека еве како изгледа, значи пак овдека има малку поинаква информација. Дека имаат само 305.000 токени ZEC, кои што се негде околу $101,000. Значи ова е таа мала количина вајде што да е овдека. Така да конфликтни информации, а да не забораваме дека и DeFi Lama, кој што моментално представува нели on-chain протокол кој што ги проверува овие податоци, и Arkham Intelligence исто така се нормално нивна специјалност е токму тоа. Но како идеја можеме да забележиме дека станува збор за екстремно мала количина на капитал кој што го поседува фондацијата. Тоа е позитивно,
затоа што колку помалку капитал е во рацете, тоест нели зборуваме за коини се во рацете на фондацијата, толку помалку потенцијални компликации, односно раг пулови и манипулации може да бидат направени. Сега одека јасно можеме да видиме кога го напуштил тимот овој проект, а тоа е репортот за активни девелопери, каде што до моментот пред да биде напуштен тимот, значи овдека имаме екстремно голема количина на девелопери, 241 месечни активни девелопери на овој проект. И нормално можеме да видиме дека после декември, тоа е напуштањето на самиот тим, оваа количина се намалува на 148, што значи дека практично 1/3 од девелоперите го напуштиле проектот. Со тоа што ако станува збор за established, значи ова е екстремно позитивно, што ние имаме активни, и тоа погледнете, ова се зголемува постојано, тоа се девелопери кои што активно долго работат на овој проект, значи колку е поголем овој број, толку е попозитивно тоа за самиот проект. Сега кога тоа ви го споредиле со тоа каде се наоѓа на нели споредбено со другите проекти, значи на вистина Zcash има солидна количина на девелопери, со тоа што за жал само 47 од нив се full-time девелопери посветени на овој протокол. Повторно 48 не е мала количина, еве да видиме на кое ниво или со кои други проекти моментално се слично во однос со тоа е. Значи буквално на иста количина како Monero, што можеме да видиме овдека, BitTensor, Tao, кој што е еден од најголемите AI проекти, IOTA, Decentraland, Phantom, значи пак станува збор за солидни проекти на исто ниво. Кога станува збор за активност во однос на GitHub Contributes, значи успеавме да го најдеме во најактивните на годишно ниво, што е позитивно, иако не во врвот нормално, значи успеавме да го најдеме малку подоле, само секунда, мислам дека да, овдека е негде. Сега ќе видиме кое место е по активност. Ево, 27 место со 2425 скрипти за 2025 година, што го става на 27 место како најактивен блокчейн по contributes, што воопште не е лошо, од илјадници проекти, станува збор за доста активен блокчейн. Сега одека значи ќе провериме и околу децентрализацијата на самиот блокчейн. Значи за жал на CoinMarketCap не успеавме да најдеме информации. Значи најчесто знаете дека на CoinMarketCap се случува да имаме информации за децентрализацијата на самиот проект, но во оваа ситуација за жал не добивме такви информации. Односно на CoinMarketCap можеме да видиме дека нема таква табела како во претходните случаи, каде што е изложено колку моментално имаат луѓе во која количина ZEC токени. Значи ова се вести, yield не интересира about Zcash, значи можеме да забележиме дека нема, како што може да забележите таков тип на табела како за разлика во другите проекти. За разлика од тоа на CoinCarp успеавме да најдеме активна табела, значи во оваа ситуација за ZEC функционира, каде што може да забележиме што нормално дека со намалена количина на информации, со оглед на фактот дека дел од овој блокчейн е privacy oriented, значи голема веројатност дека за тие новчаници нормално нема да имаме информации, но за оние за кои што имаме најголемиот е 6,7%, а се останато е помало од 1,5%. Значи дека имаме солидна децентрализација на овој проект. Сега пак ќе кажам, не заборавајте дека во целата оваа ситуација имаме новчаници кои што се целосно приватни. Тоа се новчаници кои што нема да може да следиме колку има активно коини. Но за оние кои што можеме, погледнете. Во топ 100 ходлери се само 39% од вкупната количина на коините, што е екстремно добра децентрализација ако споредиме со останатите проекти кои што сме ги виделе. И нормално дека имаме нивниот Explorer, како изгледа mainnet.zcashexplorer.app. Ова е местото каде што може за овој блокчейн да направите проверка и да следите трансакции. Со тоа што сега ќе направиме нормална контрола да видиме дали сме одговориле се. Нормална апликација, поминавме преку целиот овој дел, roadmap, како што кажавме, ќе продолжат да се активно да работат на надградување на консензусот. Повеќе разговараме за roadmap во второто видео, кога ќе дојде ред во следниот циклус. Техничка анализа направиме, фундаментална анализа, вести, партнерства, менувачници, на кој е достапен, дали поседува, поврзано со критични судски случаи, се уште не, но самиот фактор дека моментално имаме забрана за купување на овој проект треба многу да ви кажува за
потенцијалните ризици. Повторно, знаете и сами, ние не даваме финансиски совети, ви кажуваме дека треба да внимавате кога инвестирате во privacy коини поради овие причини. Дополнително, кога станува брзото економија, објасивме за блокчейнот залиха, децентрализација, колку од ова е во рацете на институциите, нема real world asset токенизација, активни девелопери и нормално на крајот направивме целосна прегледност на децентрализацијата. Со тоа мислам дека ги кажуваме сите досегашни познати вести за Zcash коинот. Се надевам уживавте и како секогаш за крај, доколку ви се допадна нашата работа, поддржете ја истата со тоа што ќе станете дел на нашата Patreon заедница, каде што и не поддржувате, а дополнително и добивате привилегии на истата. Со оваа мала чланарина која што уплаќате на месечно ниво, ни помагате да продолжиме да правиме македонска едукативна материја како за макроекономија, така за блокчейн. А привилегиите кои што ги добивате се прво нормално сте активно дел од нашата заедница, каде што може да видите дека голем дел од заедницата помага со активни своји информации, едукации, анализи и на тој начин нормално како заедница напредуваме во целиот сектор. Потоа имате директни пораки кои што ги одговараме еднаш дневно, директно до нашиот тим. Исто така имате еднаш месечно лајвстрим кој што е направен само за нашата Patreon заедница, одговараме на сите ваши прашања и потоа ваквиот лајвстрим го објавуваме на нашите социјални мрежи и канали, информациите да бидат достапни и сите офлайн коини, тоест офлайн видеа како што е ова, кои ќе бидат направени прво ги доставуваме до нашата Patreon заедница, а потоа и на сите наши канали. Што значи дека во нашиот канал не постои едукација која што не е достапна за секој македонец, но нормално даваме привилегија на оние кои што не поддржуваат финансиски. Линк до Patreon заедницата може да најдете во дескриптијата на секој од нашите видеа, така да ви благодарам доколку сте дел, доколку не станете дел од најголемата македонска крипто заедница. И дополнително доколку сакате да уплатите на годишно ниво, тоа може да го направите на било која мрежа која што вас ви одговара, само пратете ни на cryptogimidžија@gmail.com која адреса би сакале да уплатите. Ова се цените за годишно ниво на различните нивоа за поддршка на нашиот канал. Ние ќе ви испратиме нормално и адреса, а потоа и линк до годишна чланарина за нашата Patreon заедница, со тоа што одека ви даваме 30% попуст доколку платите во крипто за годишно членство. Се надевам дека уживавте, се гледаме во утрешниот лајвстрим, сабота вечер. Поздрав и до следно од Криптогимидžија. Listen up, class is in session tonight. Cryptogimidžија, here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the burst. Blockchain technology, decentralized and true. Not just speculation, knowledge carries you through. Cryptogimidžија, teaching you the way. Buy the dip, but never all in one day. DCA is strategy, patience is the key. Cryptogimidžија, setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management insight. Cryptogimidžија keeps you trading right. From Bitcoin's genesis to altcoin seeds, proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts executing, reaching for the sky. Cryptogimidžија, your educational guide through the volatility. Stay right by your side, not financial advice, just wisdom to share. Cryptogimidžија.